На една од поднесените советнички листи за избор на советници во град Скопје имало починато лице. Поради тоа Државната изборна комисија на денешната седница одлучи гласачкото ливче да биде прогласено неважечко доколку некој граѓанин гласал токму за листата на која го има починатото лице. Едногласно членовите на ДИК одлучија да ја поништат оваа советничка листа, со оглед на тоа дека ваквата информација е доцна откриена, односно по утврдувањето на листите, поднесената советничка листа не може да биде тргната од гласачкото ливче, бидејќи избирачкиот материјал е веќе дистрибуиран. Бидејќи оваа информација е доцна откриена, гласачките ливчиња се веќе отпечатени, процесот не може и дистрибуирани, процесот не може да запре, односно не може да се ограничи правото на глас на граѓаните. Затоа во оваа одлука даваме и соодветно упатство како да се постапува со евентуално дадените гласови за оваа листа на кандидати, односно избирачките одбори и комисии ќе ги сметаат таквите гласачки ливчиња за неважечки. Вакво нешто не е прв пат да се случи. Го имало и на претходните избори. За ова има кривична постапка. Таков случај се појави и минатата година. Меѓутоа, ние преземавме мерки и листата ја отфрливме, бидејќи тој не беше запишан во избирачкиот список. А сега е запишан во избирачкиот список и тоа ствара дополнителна конфузија. Меѓутоа, како што рековте, ќе се покрене, ќе се предадат документите на Основното јавно обвинителство за да покрене поставка доколку цени дека има основи. А минатата година беше покрената кривична постапка. Мислам дека уште се води, не знам до кај, меѓутоа за овие вакви случаи е предвидена водење на кривична постапка. Се разбира, Државната изборна комисија го повика обвинителството да ги провери сите информации доколку има основа да поведе постапка. Но ова не беше единствениот проблем за кој расправаше Државната изборна комисија. Имено во Ново село, во дом за стари лица, на момент беше прекинато гласањето во текот на денешниот ден, бидејќи избирачкото ливче било со печатни грешки, односно биле помешани редните броеви на кандидатите. Таа грешка е веќе исправена и веќе е доставен материјалот во општината Ново село и гласањето таму за болните денеска ќе се одвива непречено и сите ќе го остварат своето право на глас до крај на денот. На останатите места каде што е пријавено гласање на изнемоштени и болни лица, гласањето се одвивало без проблем и немало забелешки од ниту една избирачка и општинска комисија. Резултатите од денешното гласање ќе бидат објавени утре по завршувањето на првиот круг од локалните избори со останатите гласачки ливчиња.